Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Градоначалникот на град Скопје Урце Ѓоргиевски упати честитка по повод денот на пожарникарите, нагласувајќи дека станува збор за една од најхуманите, најризичните и најчесните професии, чии припадници секојдневно ги ризикуваат своите животи за безбедноста на граѓаните. Во својата порака Ѓоргиевски истакна дека пожарникарите се луѓе кои не прешуваат чие е животот или имотот, туку без двоумење реагираат во најопасните ситуации кога другите се повлекуваат. Според него, нивната работа представува завет на храброст, дисциплина и човечност, при што секоја интервенција значи борба за спасување животи и заштита на заедницата. Ѓоргиевски им изрази длабока благодарност за секоја интервенција, непроспиена ноќ и спасен живот, истакнувајќи дека нивниот хероизам е темел на безбедноста на градот. Во пораката тој потсети дека и оваа година се одбележува 190 годишен јубилеј од формирањето на првата противпожарна единица во Македонија, што представува долга традиција на организирана храброст и служба кон граѓаните. Градоначалникот нагласи дека покрај почитта пожарникарите заслужуваат и континуирана институционална поддршка, подобра опрема и современи услови за работа. Тој најави дека останува силно посветен на модернизација на противпожарната бригада на град Скопје, како и на подобрување на условите за работа на пожарникарите. Како дел од тие активности, тој посочи дека веќе е завршен спортски комплекс во рамки на дворот на противпожарната бригада, со цел одржување на физичката подготвеност и оперативна способност на пожарникарите. На крајот од пораката, Ѓоргиевски вели дека градот има обврска да стои зад своите херои, не само на свечености, туку секојдневно, нагласувајќи дека граѓаните преку пожарникарите ја гледаат сигурноста и довербата во системот. Во општина Илинден свечено беше отворено државното првенство во женски фудбал и футсал за основни училишта во организација на училишниот спортски клуб Брамил, Сојузот на училишен спорт Илинден, Федерацијата на училишен спорт на Македонија и општина Илинден. На првенството учествуваат 8 најдобри училишни екипи од државата кои преку регионалните надпреварувања обезбедија пласман на завршниот турнир. Представници на општина Илинден заедно со представници од училиштата и спортските организации им посакаа успех на сите учесници, истакнаа дека ваквите спортски манифестации имаат големо значење за развојот на училишниот спорт, спортскиот дух и промоцијата на здравите животни навики кај младите. Од општина Илинден посочија дека на државното првенство ја представуваат училиштето Браќа Миладиновци како првак на Скопскиот регион во женски фудбал и општинското основно училиште Ристо Крле како првак на Скопскиот регион во женски футсал. Денес се одигруваат надпреварите во женски фудбал на фудбалскиот терен во Илинден, додека надпреварите во женски футсал ќе се одржат утре во спортската сала Гоце Делчев во општината. Со организација на овој значаен спортски настан, општина Илинден уште еднаш ја потврдува својата посветеност кон развојот и поддршката на училишниот спорт и младите спортски таленти во општината, порача од локалната самоуправа. Во општина Ѓурче Петров денеска официјално започна реализацијата на еден од поголемите инфраструктурни образовни проекти доградбата на основното училиште Јоаким Крчовски во населбата Волкова. Градоначалникот на општината Александар Стојковски соопшти дека заедно со премиерот Христијан Мицкоски е означен почетокот на изградбата, нагласувајќи дека проектот има посебна символика бидејќи се реализира во година кога училиштето одбележува 80 години од своето постоење. Со проектот е предвидена изградба на нов објект со површина од 612 квадратни метри во кој ќе бидат сместени 8 нови училници, санитарни јазли, комуникацијски входници, скалишен простор и технички простори. Дополнително е предвидена топла врска со постојниот училишен објект, како и можност за идно поврзување со спортска сала, што треба да овозможи подобра организација на наставата и премин кон едносменско работење. Од општината посочуваат дека со проширувањето значително ќе се растеретат постојните капацитети, ќе се создадат посовремени услови за учење и работа на учениците и наставниот кадар. Купната вредност на проектот изнесува 41.482.194 динари со вклучен ДДВ. Инвестицијата се реализира од страна на општината со финансиска поддршка преку програмата за капитални дотации за инфраструктурни проекти во образованието и науката за 2025 година. Рокот за изведба е 12 месеци.
Денеска во организација на Општина Бутел се организираше Олимпијада на бутелски сезнајковци на кои учествуваа најдобрите ученици од 8 општински училишта. Низ вкупно 4 игри, квиз на знаење, асоцијации, буква по буква и игра на спретност, многу забава и дружба, беа избрани најдобрите од најдобрите ученици кои ги представуваат своите основни училишта. Златниот медал им припадна на учениците од училиштето Ацо Шопов. Со сребро се закитија учениците од училиштето Гоце Делчев, додека учениците од училиштето Живко Брајковски освоија бронзен медал. Градоначалникот на Бутел Дарко Костовски им честиташе на сите учесници на овој квиз, воедно упати благодарност до општествено одговорните компании кои ги наградија сите денешни учесници. Општина Бутел континуирано вложува во унапредување на образовниот процес. Инвестирањето во квалитетно образование е влог во иднината, порача Костовски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја